Речено сторено. На 10 дена пред почетокот на 59-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, салата и сцената од Центарот за култура Марко Цепенков, како и киното Мистон, а кои по налог на ДЗС над 2 месеци беа затворени заради небезбедност, веќе се оспособени за безбедно одржување на фестивалот. Годинашното театарско случување, како единствено од тој габарит во земјава, ќе остане пократко само за сцената од Народниот театар Војдан Чернодрински, кој понатаму останува затворен за јавноста. Но тоа нема негативно да се одрази ниту на квантитетот, ниту на квалитетот на содржината на фестивалот, бидејќи обезбедени се соодветни алтернативни сцени, уверуваат од МТФ, а како потврда на тоа е и веќе објавената богата фестивалска програма. Фестивалот ќе го отвори представата 12 во продукција на МНТ Скопје, а ќе го затвори представата Вистината во изведба на Театар Комедија од Скопје и кои заедно со уште десетина други представи ќе бидат прикажани токму на сцената од Прилепскиот Центар за култура. Во центарот на театарот се секогаш актерите. Тие и нивната релација со публиката ја раѓа магичноста на сцената. Представата 12 во суштина ја пренесува таа релација во текот на тие 90 минути траење. Актерите во представата покажуваат како личната актерска естетика станува дел од колективната креација и како сцената може да се збогати со внимателна и темелна игра. Како алтернативни сцени избрани се галеријата од Центарот за култура, известни кафе барови, како и киното Мистон, каде освен секојдневното драмолетење, ќе биде прикажана и проекцијата на документарните филмови на Благоја Ристевски Платнар, но и неколку театарски представи. За најмладите влюбеници во театарската уметност пак, на располагање е ставено платото под градскиот сад, каде ќе се прикажуваат дневни детски театарски содржини, а тука ќе се случи и годинашниот музеј во движење, посветен на тројцата починати врвни прилепски театарџии, актерите Кирил Ристовски и Благоја Спирковски Џумерко, како и драмскиот автор Благоја Ристевски Платнар. Годинашни добитници на наградите за животно дело се актерите Сонја Михајлова, Снежана Коневска Руси и Гоце Тодоровски, а фестивалот ќе се одржи од 6 до 13 јуни, во чии рамки ќе ги има и популарните тркалезни маси. За време траењето на фестивалот, со одлука на Советот на општина Прилеп, угостителските објекти ќе имаат продолжено работно време.